По испраќањето воена опрема во Украина, Америка по наредба на председателот Бајден става во зголемена готовност 8500 војници од Пентагон. Според одлуката, тие би требало да бидат распоредени низ европските држави. Војниците ќе треба брзо да одговорат доколку 100.000 руски војници, сега поставени на границата со Украина, добијат наредба да нападнат. Ова е јасна порака до Русија, која се повеќе ги остри копјата, додека ги чека одговорите на своите барања кои ги постави на првата средба со официјален Вашингтон. This is clearly a message to Russia that the US is very serious about protecting the allies. The United States has troops. They are ready to deploy. There are thousands of troops already in Europe. But this prepare to deploy order is meant, obviously, as a message to Russia that the US is indeed ready to militarily respond if it has to. Со оглед на тоа што Украина не е членка на НАТО, војниците нема да влезат во оваа држава, но ќе бидат распоредени низ нејзините европски сојузнички, како Латвија, Литванија и Естонија, кои пак како поранешен дел од Советскиот сојуз се загрижени, познавајќи ја руската моќ која би била активирана на нивна територија. Соединетите држави и европските сојузници се целосно едногласни околу Украина. На виртуелниот состанок кој се одржа со лидерите на Европската комисија, Советот на Европа, НАТО, Франција, Германија, Италија, Полска и Велика Британија, потврден е ставот да се почитуваат територијалниот интегритет на Украина. Топката е кај Путин. Russia would do the same, and any aggressive action taken by Vladimir Putin will be met with severe consequences. The ball is clearly in his court. I can't tell you what he's going to do, but we are prepared to take decisive action if he moves in an aggressive manner into Ukraine. Украинските владини трупи се скептични за обидите на САД да ја натера Русија на дипломатски преговори и мирно решавање на ситуацијата. На граничната линија во одцепениот регион Луганск веќе се слушаат повремените истрели. Дня 3 не стреляют. Вот было последний раз 3 дня назад. Ни с того ни с сего. Начался обстрел, и воги, и стрелковая, и мины пролетела одна вот здесь, вот за нами туда в поле упала. И 2 вот между нами и соседним постом. И буквально так 15 минут и все прекратилось. Овие украински војници кои седат во рововите соочени се со реалната слика. Стравуваат дека Америка нема да постигне ништо со дискусиите, бидејќи според нив Русија не е земја со која се преговара. Велат дека Русија има свој план кој секако ќе го изведе.